Благодарам, председателка, почитувани колеги, почитувани представници на владата. Јас неколку пати имам говорено за лошите состојби во кои што се соочуваме со институциите. Многу пати имам укажано на причините кои што доведуваат до такви состојби и уште повеќе пати укажувавме на начини, потребата, инструментите кои што треба час поскоро да се земат, да се превземат со цел исправање на тие состојби. Нема да се оптоварувам со политички демагоги, дека најубав начин е тоа со промена на оваа влада, но ќе го искористам присуството на представниците на владата денеска да досликаме колку ни е лоша состојбата во институциите, во инспекцијските тела, колку револт и колку ризик оставаме и на бизнисот и на граѓаните во секојдневието. Денеска требаше да има нашиот премиер еден настан на промоција, на пуштање во употреба на фотонапонска електрана во Осломе. Нешто што беше најавувано многу пати, и во медиумите, и тука, и од колегите, и така натаму, за значењето нејзино нема да се оптоваруваме сега, но овој настан денеска, што се случи, буквално ни го доловува крахот на нашиот систем. Еве, ќе опрашам представниците директно да искористам можноста. Дали има техничко испитување на електроопремата од страна на инспекцијско тело? Дали е добиено решение за пуштање во употреба? Ова дори го има и во казнени одредби, мислам дека беше став 1. Дали овој настан денеска не предизвика општа опасност по безбедноста на вработените и посетителите? Ова електрана беше пуштена во употреба без да се провери нивната исправност. Еве во насока на уште една колку е бизарна ситуацијата со функционирањето на нашава држава, дали работат лифтовите во зградата кај што се наоѓа Министерството и Државниот инспекторат за технички инспекторат. 2 лифта, едниот не работи, другиот само за две особи. Зошто го велиме ова? Бидејќи овој предлог закон што е тука пред нас, треба да регулира оваа материја. Дека оваа држава си има своји прописи, своји тела, своји органи кои што треба да гарантираат и безбедност во работата и нормален тек на активностите. Овој законов дека денес што е пред нас, за жал, наместо да не носи во позитивна насока, имаме одредби, имаме ситуации кои што ситуацијата ќе направат уште полоша. Ќе почнеме со ред. Велиме дека имаме итна потреба од усогласувањето со европската регулатива, ние да ги имплементираме нивните законски решенија, да бидеме европјани, да имаме европски процедури во техничката инспекција, да имаме европска безбедност за нашите граѓани, но никој од тука присутен не чувствуваше потреба да обрати малку внимание барем на препораките од нашата државна ревизија. Државниот завод за ревизија во Република Македонија се однесува најмногу за член 3 од постоечкиот закон и ова е мал изводок од конечниот извештај за ревизијата на успешност под наслов ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплати на доместоците се однесува на Државниот инспекторат за техничка инспекција повторно. Ќе цитирам само еден мал дел. Видот на образование за одредени работни места во правилникот за систематизација на работните места не соодветствува со описот на работни задачи и обврски кои треба да се извршуваат. За одредени работни места советник за експлоатација и анализа на минералните суровини, советник за заштита на животна средина и правно-административни работи, помлад соработник за експлоатација и анализа на минералните суровини, помлад соработник за геолошки истражувања, помлад соработник за анализа на геолошките истражувања, предвидени се правни науки, економски науки или организациони науки и управување менеджмент. Ова е најважното. Несоодветноста на видот на образование, утврден во правилникот за систематизација, може директно да влијае на повредата на начелото на стручност на кадрите и создава ризик од неквалитетно извршување на работните задачи и обврски. И сега ние имаме наод, имаме препорака од ДЗР, институција која што ите како има свој авторитет, објавен, по кој што треба да се постапи, а ние доаѓаме со следново
законско решение како да надминеме состојбата. И велиме вака, во член 12. Кандидатот за инспектор покрај општите услови за вработување утврдени во Закон за административни службеници и посебни услови за вработување на инспектор утврдени во Закон за инспекцијски надзор треба да има завршено високо образование од областа на машинството, електротехниката, хемиско инженерство, физика, технологија, рударство, геологија, право и економија, што се докажува со уверение. Неколку секунди колку да ја развивам вашата имагинација каде све ова би можело да отиде на лошо. Зашто станува збор? За можеби за јавноста и за оние помалку упатените. Самиот државен технички инспекторат има своји неколку оделенија кои што се специализирани во посебна област. Тоа едното е за лифтови, дигалки, жичари, едното е садови за притисок, пренослива опрема под притисок и третиот дел е рударство и сите делови околу контролата на рударството. Каде што во преходното законско решение каде што стоеше стриктно наведено, во секој свој сегмент имаше посебен инспектор за секој еден сегмент. Сега, со ова вакво предлог решение, имаме опција да дојде економист, како мене, или правник, и да проверува исправноста на садовите под притисок. Да садови под притисок станува збор за резервари, танкови за складирање на, не знам, нафта, течен газ, експлозивни материи и така натаму. Ние со вакви кадри ќе можеме да спречиме. Не, проверете, член 3, член 12, каде што е ставено. Да. И такви се ситуации каде што ги имаме. Живото загрозувачки ризици. За лифтовите ситуацијата, исто така еден голем скандал во јавноста што ги имавме за скоро, не треба да спомнуваме. Фирма си се јавила на тендер, го изгубила тендерот, се жали на второстепена комисија, антикорупцијска утврдува дека воопшто не имала сертификат да изведува лифтови. Такви работи не можеме да дозволиме да не се случат. А ни се случуваат. Сега вие кажете ми каде е грешката. Дали е делумно во легислативата, дали е делумно во нашите човечки капацитети во инспекторатот, или е нешто трето. Уште една одредба. Член 4, односно член 13, дека се брише. Со тој член, практично, директорот на инспекторатот нема никаква обврска за извештај планови. Сега знам, вие ќе се повикате на Законот за инспекцијски надзор, каде што постои годишен, месечен и 6-месечен план, но, де факто, директорот тоа, ако треба го достави, го доставува до инспекцијскиот совет. Така. По-друго ќе беше доколку стои и овој член. Нема да должам, ќе гледам да видам што е можно по-конкретен. Бидејќи станува збор за многу важна материја. Уште една работа, јас не бев во тој состав, но верувам дека поголем дел од колегите тука имаат дискутирано. Како и што се случува кога ќе се избрзува, нема да се размисли, нема да се направи соодветна анализа и никогаш нема да се размислува за последиците што може да се предизвикаат. Со глобите. Сега ги намалуваме. Ставаме глоби од 300 до 1000 евра. За да не се ширам премногу со другите тематики, ќе ги земам садовите под притисок и за резерварите. Исправен или неисправен резервар. Преходната казна беше од 3,5 до 5000 евра. 500 евра, во денеска противвредност се разбира со све, чини прегледот на самите резервари. Односно, тоа е постапката со која што инспекторот се утврдува дека тој резервар е исправен, безбеден и лесен, користен за употреба. И сега ние му ставаме 300 евра глоба, која што доколку се плати во рок од 8 дена е 150. Било кој неодговорен бизнисмен ќе рече нема проблем, дојди казни ме. Ќе си платам 150 евра наместо 500 евра да платам за преглед. А едноставна трагедија, ако пратиме правник да го проверува безбедноста на танкот, експлозија на соодветен танк чини катастрофа. И по безбедноста на вработените, но и по безбедноста на животната средина. Све може да биде складирано во такви танкови под притисок. Влијанието врз животната средина не ни сакам да
да спомнам. Токсично дејство, силина на ветрови, околина, подземни води и така натаму и така натаму. Така да и повторно ги гледаме сврзано неколку елементи кои што овој закон треба да ги регулира, а напротив остава простор за дополнителна манипулација. За оние што помалку знаат, што работи техничката инспекција. Сега се предвидуваат и независни тела. Замислете го вашето возило и процесот за регистрација. Имаме станица за технички преглед, процесот кој што се поминува, тоа се независните тела, инспекторатот има улогата на некој начин на МВР кога го врши со печатирањето и се дава регистрацијскиот број, ознака на возилото и така натаму. Сега, тука збориме за лошото влијание за глобите, верували или не, во целиот закон, доколку најдете се разбира, ќе се исправам веднаш, но казнени одредби за независните тела нема никакви. Во пракса. Што значи? А станува збор за тешки машини, за градежни машини по 200, по 300, по 500.000 евра што кошта. Независното тело може би мижи, може би ја прави, може би некој максимално професионално си ја вршат работа, тоа проаѓа, инспекторатот е должен без приговор само да го овери тој процес што го направиле. Доколку сгреши во самиот процес, нема никаква казна. Може тоа непречено да си тече. Аналогијата на некои автобуски несреќи што беа преходно, неќам да ги спомнам, не ми е тоа целта, ниту пак да се потсеќам на трагедии за кои што, за жал, оваа држава се уште не виде конкретен исход и одговорност. Да не дозволиме тоа да не се случи и понама, и на други теми. И конечно, уште една работа само ќе укажам, а потоа се разбира стојам на располагање за детални одговори или реплики и контрареплики во целото. Решенијата што ги спомнавме на почетокот, што треба да биде издадени за фотонапонската централа. Целокупната постапка ја спроведува инспекторатот. Понатаму за усогласеноста кај што се врши и понатаму се доставува до Министерството за економија. Каде што, верували или не, целокупната постапка кај Министерството за економија за ставање печат и издавање ново решение за усогласеност. Дали има потреба од тој чекор? Доколку сите проверки и контроли се направиле преходно. И дали тоа не ви изгледа многу познато или ви дава, може би ви асоцира на она што допред некој ден се дискутиравме жолчно околу Законот за минерални суровини, каде што се трудеше предлагачите на законот да ги избегнат советите, да ги байпасираат и целокупната контрола може да стават во Министерството. Нека биде тоа последното прашање. Кажете ми, која е улогата и надлежноста и зошто е потребата од тие 15 или 20 дена, од кога све ќе биде завршено, за проформа се изеде решението да не се иде во инспекторатот, тука се иде во Министерството за економија. Ви благодарам.